звезда на македонската естрада, Стојне Николова. Око мое, злато мое, пази каде гледаш. После мене, која ќе љубиш, која ќе сакаш после мене. И Бичевскиот бисерен глас, Мирослав Мирчевски. Придружувани од Динамик Бенд, Мелбурн, 6 октомври 2023, Емералд Ресепшн, 14 октомври 2023, Гранд Мерет Ресепшн, Крушево, Авер. почеток 7:30 p.m. Богато мени со алкохолни и безалкохолни пијаловци. Влез $105 возрастни, $60 деца. За карти Весна 0403 337 629, Џули 0430 370 939, Джина 0414 535 729, Емералд Ресепшн 94 66 46 03, Гранд Мерет Ресепшн 94 01 44 68. Видете ни, драги гости, ве очекуваме. Бог да ги бие и убие предавниците и душманите. Бог да ги бие и убие ходошите и јаничарите. Мила Македонијо, помнит страдашни, освоите изроди македонски. Мила Македонијо, помнит страдашни, освоите изроди македонски. Со векови постоиме, со векови се бориме, вера не изгубиме, име не променивме. От Александар и Самуил до Богоседелчев и ден денешен. От Александар и Самуил до Богоседелчев и ден денешен. предавниците
osmanite ime što saka da ni promena ime to naše mnogu vekovno mila Makedonio odliv stradaš ti osvojite izrodi makedonski mila Makedonio odliv stradaš ti osvojite izrodi makedonski mila Makedonio odliv stradaš ti osvojite izrodi Makedonski. Почитувани слушатели, почитувани FB пријатели, ножот е дојден до коска за разнебитување на Македонија. Повторно ќе мораме да зборуваме на освестување на свеста кај македонскиот народ кој на оваа генерација затаи некаде во голема мера. Не знам како се уште, особено оние што се изгласани пратеници кои ви нудат и ви сејат магла, ви продаваат магла овие 30 години. Не можам да не ве искарам, не сакам да се делиме, не сакам да бидиме партиски поделени, затоа што следните избори ќе не биде или нема да не биде. Или ќе застаниме зад Македонија, или пак Македонија ќе биде Швајцарија на Балканите, што велеше Ванчо Михајлов, без македонци, со бугари, со турци, со албанци, со власи, со срби, со грци, со сите малцинства, меѓутоа ќе го нема македонскиот народ. Свестете се што се прави и што ни прават. Јас ќе подсетам само дека тоа што ве лажат дека ќе сме влезеле во Европската Унија, тоа е прав и пепел, лук и киселина или лук и вода. Европската Унија има толку многу проблеми. Европската Унија не може да си го најде чарето самата себе. За да ја прими Македонија, тоа не доаѓа ни во предвид. Јас зборував пред неколку недели, или има 5-6 недели, дека Европската Унија е поделена на два дела. Старата гарда, која ја сочинуваат Франција, Германија, Шпанија, Италија, Португалија, Белгија и Холандија, и новата гарда, која ја сочинуваат источните држави, Балтичките држави, Латвија, Литванија, Естонија, Полска, Чешка, Словачка, Бугарија, Романија и Унгарија. За Македонија нема место. Еве ви кажувам, јас нема место. Тоа го кажував и порано, но меѓутоа никој од македонските медиуми не сака да го прифати вест од нас, затоа што се е така изрежирано во Македонија да оди по волјата на медиумите, и медиумите ви го перат мозокот и ви го испраја мозокот. Ајде јас да се вклучам во нив дека ни го испраја мозокот на сите. А зошто ни го испраја мозокот на сите? Затоа што не разбравме. Следното не го разбравме. Барем за овие поголеми датуми ќе објаснам. Не разбравме дека за Македонија и македонскиот народ немаше место на Берлинскиот конгрес 1878 година.
Во март, на 3 март, кога ја слават предходно, Берлинскиот конгрес беше во јуни и јули 1878. Пред тоа русите ја формираа Сан-Стефанска Бугарија, кој излегуваше на Јадранско море од Корча натаму на тој дел и заедно со целокупна Македонија. За Македонија уште тогаш и македонскиот народ немаше место за формирање на држава. Албанија се формира вака да направам, да слушните и вие слушатели. Кликнаја само со прстот, Австро-Унгарија и Германија направија Албанија. Кликнаја со прстот, направија големите сили држава од Грција 1832 година. Кликнаја со прстот, направија русите Бугарија Сан-Стефанска и сега им е државен празник на бугарите. Тој 3 март не им е Илинденското востание национален празник, туку Сан-Стефанска Бугарија. Значи апетитите на бугарите не се запрени и гледате дека сите овие години не се искарани од Европската Унија да им укажат на фашизмот, да им укажат на Сан-Стефанска Бугарија, да им укажат на сите проблеми кои ги прават и ги правеле. Сите 5 војни што ги изгубија бугарите и сега не условуваат нас со промена на уставот и влез на бугарите. Сега понатаму да кажам за тие што ќе ме слушаат и тие што ќе ме гледаат, или вака или онака, дека завршена беше сметката со Сан-Стефанска Бугарија и со формирањето на новите граници од Отоманската империја. Се случија Балканските војни, се случи и Букурешкиот мировен договор. Во Букурешт за македонците и македонскиот народ немаше место. Повторно, значи повтор пат немаше место за во Европа, за таа напредна цивилизирана држава и македонскиот народ да ги оствари своите национални и човекови права, како и сите други народи во Европа. Значи, повтор пат немаше место. И таму бевме избришани со гума. Версајскиот мировен договор после Првата светска војна 1919 година, тоа е предградие во Париз, и таму се потврде поделбата на Македонија помеѓу Србија, Грција, Бугарија и Албанија. И тогаш немаше место за македонскиот народ и Македонија како субјект во Европа, како равноправна држава, како Андора со 80.000 жители, Малта со 350.000 жители, па Чешка, па Словенија со помалку од 2 милиони жители и многу други такви држави кои се во Европа. Запамтете, значи третото беше в крајот на Првата светска војна. Пак ние бевме слепото црево и никој за нас не водеше сметка. После тоа се случи Втората светска војна. Прво на Јалта, почитувани слушатели, кога се цртаја границите, таму беа Сталин, Рузвелт и Черчил како победници, 43 година беше, за македонскиот народ повторно немаше држава и независност. Меѓутоа, се случија големите настани во Македонија, како што се случија. Македонскиот народ, особено младината, беа нанодзе, извојуваа победи насекаде, иако бевме поразени во егејскиот дел на Македонија 46-49. Македонскиот народ загубе затоа што употребија напалм бомби британците и американците. Инаку и тој дел ќе беше ослободен, а востанието се крена прво во Бугарија, односно во Пиринска Македонија, се извинувам, потоа во Вардарскиот дел, па и во Егејскиот дел.
45-та година дојде повторно во Техеранската конференција за македонскиот народ и тогаш немаше место за држава. Се попуште под силниот притисок на поголемите тогаш, затоа што Ѓорѓи Димитров беше победник во Бугарија, Тито бил победник во Југославија, Енвер Хоџа во Бугарија, од социјалистите и комунистите, па во Романија и во Унгарија и насекаде, им се дозволе на македонците да бидат слободни, меѓутоа загушени во рамките на Југославија. Немаше што да бараат нашите од Егејскиот дел или пак Пиринскиот дел, знаете дека имаш само 5-6 години автономија. Потоа бевме вратени на стариот колосек на железничката пруга, каде што не постојат народите и односно и државите, како што се курдите со 45 милиони луѓе и денес немаат држава. Разберете, македонци, 1878 ги имам запишано, 1913, 1919, 1943, 1945, 1991 ни се случува Лисабонската декларација, името да не постои Македонија во таа држава која се одвои од Југославија. Разберете еднаш, не таче да ве лажи, не таче лајцата да ве лажи, не оти Оливер ќе ви ветува, не оти Али Ахмети ќе ви нуди. Ништо не бидува од Европска Унија. Ништо не бидува, затоа што првиот план на Европската Унија, ќе ви го кажам сега, повторно ќе ви го кажам, запамтете и можете вие да мислите што сакате за мене. Европската Унија нема нас да не прими, туку Европската Унија формира два блока. Едниот блок е Србија, Македонија и Албанија, Западниот Балкан. И вториот блок е Црна Гора, Босна и Херцеговина и Косово. Да знаете, тие ќе бидат, тој ќе биде блокот на западните држави што ќе им се помага, а нема да бидат членки на Европската Унија ниту 30-та година, ниту 2050-та година. Откако ќе има разврски на овој блок, западен блок, после ќе се смета нешто за некаков сојуз и влегување на македонците, или тоа е нашиот единствен пат. Каков е нашиот единствен пат кога треба да го менуваме уставот, а вчера го слушам тој премиерот, никогаш не можем да му го запамтам името и да му го нема името, да не постои. И вчера го слушам, вели, па нема никакви штети, вика, со промена на уставот. Па господине, вие што немате коса, ако нема никакви штети, тогаш зошто го менувате? Оставете го како што е. Ако немаме ние штета македонците, зошто го менувате уставот? Ако немавме штета ние со името, зошто ни го сменивте името? Ако немавме штета ние македонците, зошто ни го сменивте сонцето? Ако немавме штета ние македонците, зошто ни им ја дадовте историјата на Грција, античката? Зошто формиравте комисија од 2-3 неписмени таму и луѓе кои не ја разбираат историјата на македонскиот народ и им ја продавате средновековна историја на Македонија, му го продадовте Кирил и Методија, и ги продадовте Свети Наум и Климент Охридски, па го продадовте Прличев, па сега го продавате Линденското востание. И ако се промени уставот и влезат бугарите во уставот, пишете му крст на трите Илиндена. Илинденското востание 1903 година ќе биде бугарско. Втората светска војна е јасно, ќе бидат бугарски, тоа ќе биде граѓанска војна на Бугарија кои се бореле против фашизмот и оние кои биле на страната на кралот. Македонците ќе бидат избришани, јас ви гарантирам со сите мои познавања до сега што ги имам.
ќе биде избришана и е избришана независноста на Република Македонија, затоа што сега не постои независна Република Македонија, туку имаме еден нов субјект, една нова држава со нова историја, со нова црква од 2018 и 19 година. Ни го сменавте името на сила. Го осиромашувате народот. Еве еден пример ќе ви кажам сега, Само да ви кажам за сточарството. Сирењето било скапо, па луѓе мои мили, драги мои луѓе мили, па замислете, братучет ми имаше 45-50 крави во оптичари и не му даваја пари за млекото, туку му даваја кашкавал. Сега тој на кравите требаше да му дава кашкавал да јадат. За тој да молзи млеко? Или требаше пари да земи па да купи зоб, па да купи ѓонче, да купи луцерка, ние што ја викаме, или да купи сено? Сега слушам професорката Благица Сековска, барале овчар, пишува 1000 евра, никој не сака да оди овчар. И па не може така. Па јас сум растен во оптичари 25 години, па со кравите одев со две крави толкав суртук голем бев. Како оние суртуци што ни го продадоа името во собранието, што викаја пуч и другите. И така натаму. Наместо да се фатат како што беа во Косовскиот парламент да летаат тупајнци. Летаат животи, драги мои, летаат животи. Ги испоганивте и Гоцевци, и Делчевци, и Јаневци, и Каревци ги испоганивте, и Прличевци, и Свети Климент Наум, се испоганивте. Го испоганивте Ченто, ги испоганивте партизаните. И сега не испоганивте нас живи. И ние живите сме како слепи лилјаци. Слепи лилјаци сме и гледате како не демнат нас албанските политичари на секој ќош. На секој ќош не демнат и внесуваат нешто ново. Еве го што направеха сами. Ниту одговара за химна, ниту одговара за знаме, па ниту одговара за голема Албанија. И што бараат сега? Едно гласни се. Ниту еден нивни интелектуалец, како овие нашите интелектуалци, никогаш не ги осудил нивните барања. Албанските барања никогаш не ги осудиле како иредентизам, како отцепување. Што значи Коридорот 8? Коридорот 8 значи креирање на голема Албанија. Имаш Тетово, Скопје, Приштина, Тирана, Струга, повторно Тетово. Каде патиштата, секој ден слушам онаму кај Росоман, кај Плетвар, по тројца 5 мина загинати, по 5 мина, 10 мина, па паднал камион, па паднал автобус. А ваму ќе биде патот европски, нормално дека ќе биде европски. И пак, слушајте го вие таче, болниците се катастрофа, судството е нула. И кој оди на суд? Зарем добро толку сме слепи лилјаци? На суд одат, гледате, се одат некои врвни арами и политичари кои се обогатиле од вашите пари. Разберете еднаш, исправи се Делфино, филмот, исправете се да се исправиме сите македонци и на следните избори да застаниме зад Македонија. Ништо друго не чека освен поделба на Македонија, влегување на бугарите во уставот, дефинирање на албанскиот јазик за меѓународен, исто така дефинирање на албанската популација како државотворна популација, заедно со македонскиот кој нема да постои, затоа што ќе се сведи на бугарско население и од нас прав и пепел нема да остани македонците. Ние ќе стоиме по нивјето, ќе работиме како робови, како што сме работеле низ годините. Меѓутоа, на тие пасошите кои сега сакаат да ни ги сменат и личните карти да ни ги сменат, ни го менуваат личниот опис како македонци. Суратот ни го менуваат македонски.
И ние уште не можеме да разбериме дека нас не менуваат од корен. Од корен не менуваат, браќа и сестри. Разберете дека никој не ви мисли арно, дека никој не ви дал. 80% си е кренаа платата, лулето вака, по плажите ги гледам лежат, 500 евра еден ден, 500 евра. Па каде го има тоа? Каде го има тоа? Никаде го нема во светот. 500 евра на државни пари, на државни јасли. И оној што бара сточарот таму 1000 евра дава да ги чуваат овците, никој не се пријавил на огласот, вели професорката Благица Сековска. Никој не се пријавил. И па ако не се пријави некој, па кој ќе молзи? Па кој ќе прави сирење? Било скапо сирењето. Па таму ветераат. Да е скапо сирењето, ви нудат да бидете парижани, да бидете од Париз, да бидете лондонци, да бидете германци, да бидете французи, да бидете англичани, да бидете белгијанци, холандјани, да бидете лични, убај, и мажи, и жени. Не сакаме ние да сме од оптичари, не сакаме ние да сме од логоварди, од Бистрица, кравари. Ние сакаме да сме од Јапонија, ние сакаме да се не знам од каде. Меѓутоа, повторно ќе речам, ние сме слепи лилјаци. Слепи лилјаци кои ноќе можат само да видат и да летаат, дење ништо не гледаат. И до каде ќе дојдиме? Ќе дојдиме до тој степен каде што ќе не донесат самите да си ги извадиме очите. Си ги вадевме досега очите. 30 години си ги вадевме очите помеѓу две политички партии. Тоа треба да престани на овие наследните парламентарни избори. На следните парламентарни избори мора да има македонскиот народ 65-6 пратеника. Мора да има. Воспротивно, ќе бидиме 52 со 48 и 10 на Али Ахмети. И без Ахмети не ќе можеме ние да направиме влада и пак Ахмети ќе прави што сака. Пак ќе прави Ахмети тоа што сака. Свестете се, оставете ја пизмата помеѓу политичките партии. Сакајте ја да ја сакаме татковината, да ја сакаме нашата држава, да се сакаме самите себе. Ако не се сакаме самите себе, ако не се ја создадеме нашата иднина, луѓето до нас, комшиите до нас, сите работаат на својата национална програма, сите имаат мотики во рацете, само ние македонците имаме дури и лопати. Само ние фрламе од нашето. Па не било ова важно, па што ќе било, па јас сум македонец еден таму од СДСМ, па ти си македонец, знам дека си македонец, ама не си македонец надвор од Македонија. Тука е на чекор сме Македонија на Балканите. На чекор сме. Ви кажав и ви кажувам уште еднаш. Не сакам да правам да се правам многу паметен. Меѓутоа, од онаа историја што ја познавам, што сум учел, што сум разговарал со моите колеги историчари, доктори на науки, професори, интелектуалци, ова нас што ни се случува од нашето постоење, Европа нас не сака. И добро рече битолчанецот Стефановски, и се прди на Европа за нас, македонците. И многу сакаат тие вакви арамии да видат во нивните држави. И многу сакаат вакви слепи лилјаци да имаат во нивните институции. Не. Овде се работи. Дали ќе работиш на нива во Австралија, дали ќе работиш на фарма, во железара, дали ќе садиш, дали ќе бидиш нешто друго, на никој ништо не му е гајле. Одиш на маркет, одиш на пазар, дали си со чизми, со кал, не е важно. Одиш да си купиш, се тушираш дома, се облекуваш, си истиот човек како и онај другиот. Додека тоа не го разбериме, никој нема да ви даде.
Никој нема да ви даде. Знаете дека секој може само со работа да заработи, а најнапред треба да ја имаме својата татковина Македонија. А за да ја имаме нашата татковина Македонија како наша, на следните парламентарни избори треба да имаме 65-70 македонски пратеници. Толку имам.